Ѓаоло и бабата, чита Александар Станојков. Во некое село имало многу цреши по бавчите. Во еден празничен ден беа се покачиле селските деца и девојчиња да збираат цреши да си јадат, а пак старците си седнале под сенка и чекале да наберат децата цреши и да му сибнат, та да му даат и ним да јадат. При сичките селани и селанки имало една баба што била многу дрчна за јадење цреши, та на сите деца што беа качени му посакала цреши да ја пуштат во унечката, чунќи со унечката стојала под децата и му сакала. А нормално децата гледаат тие прво да се знајадат, да после на бабата да ја врлати, удолу да ја симнати на друзите баби и дедои. Врлете ми троа цреши, му велела, да каснам бре синковци. Децата ни баре на ум ја клавале, тие само си избираа и си јадеа и едно на друго му се смеело и му правело како малите чавчиња кога да ја ранат со цреши. Ка си велеле едно на друго и си јаделе цреши, а пак стрвната баба туку шета по црешите и туку ја вртела главата као да му се фалеше на децата. Пуштете по некоја цреша бре ѓаоли, му рекла на високо. Оти ако ви се качам, црниот ѓавол ќе ве земи, знаете али не знаете? А ако ви се качам горе, озгора удолу ќе ве турнам. Хаде, нека те натере едно ноѓо да ќе те видиме на плеќи паднат. Во тоа спречкување со бабата и децата, чул ѓаволот и него го наумуваат, му дошол близу до нив и се препрел на човек, та седнал до некои старци. Седнувајќи, ѓаволот почнал да се разговара за бабата и децата што се дечкале. Али гледате, пријатели, му рекол ѓавол, бабата како прави? Туку вика по децата и туку му се вали со ѓаволот и туку се токми да му се качи, а ако падне ич не ја сапи. Ако ја натера нешто ѓавол да се качи, може и да падне, рекле старците на ѓавол. Ами вие, бре старци, не прозборувате, му рекол ѓаволот. Дека велите, ќе ја натера ѓаволот. Кај ќе ја натера ѓаволот, кога ѓаволот, еве сум јас овде? И на часом му се препре на црн ѓавол за да го гледаат. Во истото време, стрвната баба не дотрае и почнала да се качува на едно црешово дрво. Качувајќи се бабата, почнале децата да се смеат и да го канат ѓаволот. Ѓаволе, ела бабата да ја турниш од цреша. Сега, пријатели, му рекол ѓавол на старците, јас при вас си седам, да ако падне од црешата бабата и се отепа, ќе имам некој кабает. Немаш ти никаков кабает, пријателе, му рекле старците на ѓавол, кога бабата си е стравна за да јади цреши. На тие збори, туку беше ти се отпуштила од една гранка бабата и бум, сторила на земја. Јас сирота се отепав, рекла пуста баба и премрела. Се натрчале селани братенци мило да ја видат бабата. Кој вода вика да се донеси, кој ја ваќе и гајрет ја дава, а најпоеќак ѓавол го колнеа. Туф бре ѓиди што преара му стори ѓаволо на темаго на сирота баба, ја отепа, завали баба, туф ѓавол на темаго, види кај ја натера да се качува за да падне. Слушајќи ѓавол колнењето од стариите и децата против него, а милели мака му падна многу на ѓаволот и му се сврте на старите па му рекол: бре, пријатели, не е греото и срамота да ме колнат мене старците и другите за дека бабата падна и се отепа. Јас со вас кај седнам и како се окачуваше бабата на црешата и кога падна, пак овдека при вас бев. Зошто да ме колнате да викаат, ве молам, пријатели, кажете му на луѓето да си земат зборо насад. Оти јас за стрвост од бабоста што има да јади цреши да се качува на цреша, некадарна бидејќи и си падна за на земи, јас кабает се немам. А нијам кабает, вие речете. Кога чуја тие збори старците и старите, рипнаа прости и почнаа да викаат по луѓето и по децата. Бре, луѓе, бре, деца, море, не туку колнете го ѓаволот, оти никаков кабает ви нема. Бабата ѓаволот не ја натера да се качуват на црешата, ниту пак тој ја турна. Чунќи во исто време беше при нас и дури досега еве го ја. Гледајте го. И во истото време му се јави ѓаволот црн, темен со семата ти рогоид, за да го видат селаните и да се уверат и да веруваат оти со нив бил. Кога чуја и видоа селаните тоа чудо, се зачудија и си рекоа:
Без бараше, два си најде. Што си бара, тоа си најде. Бетер нека биди, лели е стрвна и невредна. На тоа згора ѓаволот се успока и си отиде. Одејќи по патот си рекол со умот: ај, Јанасана, јас ни абер имам за бабата, свето даде овик по мене да ме колнат и да ме ругаат. Јади, не јади, волко, се уду се вика по него, така и по мене. Да е вака, како што му го направив, арно му го направив, за уште еднаш да можат луѓето да сетат кога грешаваат од невредност, како бабата што невредна беше и се качи на црешата, падна и се отепа. На праина и ѓаволот се лути кога да го колнат.